Благодарам, господине председач. Почитувани колеги пратеници, веќе трета, четврта недела дискутираме за состава за Комисијата за избори и именувања и она што е договорено предходно, а тоа е дека победникот на последните предвремени парламентарни избори ќе има најголем број на членови во комисијата, веќе е испочитувано, со што е укажано дека победник на овие предвремени парламентарни избори е ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа, колега Димовски се појавува постизборен инженеринг, едно постизборно договарање во кое што поразените партии од претходните избори се договараат околу една платформа направена во туѓа држава под менторство на тук премиер за подметнување на едно кукавичко јајце на граѓаните во Република Македонија. Она што во изминатиот период пробуваме да го добиеме, а тоа се одговорите од колегите пратеници, пред се од најповиканиот, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Зоран Заев, не успеваме да го направиме во изминатиот период. Наидуваме на зид на тишина, наидуваме на молк од страна на сите колеги опозициони пратеници во собранието. Пробувам истите одговори и од колешката Милевка, која што седи таму во последните редови и која што одместно дискутира, да ги добијам. Меѓутоа, еве, одговорите ги имаме надвор од кулуарите или вака со дофрлање, а немаме директна комуникација, како што доликува во овој дом колешки Милевка. Благодарам, председателе, бидејќи се зборува од место, затоа и малку излегов од дискусијата. Меѓутоа, колега Димовски, не успеавме да добиеме одговори на она што го бараат граѓаните на Република Македонија веќе 53 дена. Не успеавме да добиеме одговори што ќе се прави со знамето на Република Македонија. Кои се експертите кои што ќе разговараат за знамето на Република Македонија. Не успеавме да добиеме одговори што ќе се менува во химната на Република Македонија. Кои се експертите кои што ќе вметнат нови делови во химната на Република Македонија. Не успеавме да добиеме одговори што со законот за јазиците на територијата на цела Република Македонија. Јас во старт да кажам дека немам ништо против подобрување на условите за живот на националностите и законот за јазици на малцинствата кои што се над 20% во општините каде што живеат. Меѓутоа, многу ми смета доколку албанскиот јазик се воведе на територијата во Источна Македонија, каде што немаме 20 семејства од албанската националност. Во Берово, каде што нема никој, во Делчево, каде што нема никој, во Свети Николе, во Штип. Тука сметам дека со ова ќе нема подобрување на условите за живот на граѓаните и пред се на граѓаните кои што го дадоа гласот за живот во Република Македонија. Со ова само ќе направиме уште повеќе проблеми и продлабочување на јазот меѓу националностите во Република Македонија.